Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Ведран Андоновски. Податок за кој нема оправдување. Од глад во светот секојдневно умираат по 300 деца. Вашингтон се сомнева во новото нуклеарно тврдење на Техеран. Кои се најскапите градови во светот? Следи преглед на најновите вести. Од глад годишно во светот умираат 2,6 милиони деца, или 300 секојдневно, стои во новиот извештај на Спасете ги децата, врз основа на истражувањето направено во декември и јануари. Меѓународната организација наведува дека и покрај глобалните напори против гладта, неисхранетоста и натаму е игнориран проблем што загрозува четвртина од децата во светот. Кинескиот подпредседател Ши Џинпинг се виде со некои од старите познаници во градот Маскатин, сојузната држава Ајова, каде престојувал во 1985 како државен службеник на професионално усовршување за американското земјоделство. Делегацијата на кинески стопанственици, која е со Ши на турнејата по САД, планира да купи соја во вредност од 4,3 милиарди долари или 12 метрички тони, најголема кинеска набавка на овој вид на земјоделска култура. САД изразија резерви за тврдењето на Иран дека остварил напредок во нуклеарната програма со инсталирањето на нови центрифуги за збогатување на ураниум. Стејт департментот смета дека владата во Техеран сака со тоа да го одвлече вниманието од се поголемата дипломатска изолација на земјата. Само рекламирање, коментираше портпаролката Викторија Нуланд. Цирих стана најскап град на светот, преземајќи ја непопуларната титула од Токио, според истражувањето на независната организација Economist Intelligence Unit. Меѓу првите 10 нема ниту еден град од САД. Њујорк е дури на 47-то место. Најефтините трошоци за живење владеат во Карачи, Мумбај, Техеран, Њу Делхи и Панама Сити. Во продолжение на Newsflash, американска колку и безболот. Организацијата на девојчиња извидници слави 100 години од постоењето. Не продаваат само колачиња. Девојчињата извидници се учат на вредности што траат цел живот. Организацијата на девојчињата извидници веќе 100 години собира девојчиња околу Логорскиот оган. Ги учи на животот во природа. 10-годишната Кесиди Ли Брукс е полна со впечатоци. Се возиме со кану, кампуваме, пееме, правиме разни работи. Кесиди добила беч последниот пат кога кампувала. Кога кампуваме, добиваме беџови за разни постигнувања, за готвење и чистење, затоа што сами се грижиме за тоа. Организацијата не се ограничува само на активности во природа, барем не во 21 век. 15-годишната Манија Гавер вели, им помага на девојчињата во понатамошниот живот и кариерата. Нуди разни можности за работа. За да добиете извиднички ознаки, треба да интервјурате лица од различни професии. Тоа отвара можности за волонтирање и дава предност при аплицирање за коледж. Џулиот Гордон Лоу ја основала организацијата во 1912-та. Неколку години откако слични организации за момчиња и девојчиња почнале да функционираат во Англија. Извидништвото е насекаде во светот. Учествуваат над 10 милиони девојчиња од 145 земји. На 100 годишнината од формирањето, извршната директорка на Советот на девојчињата извиднички во главниот град на САД, Лидија Сото Хартман, вели: Ова е можност да инспирираме нова генерација девојчиња со порака за лидерство, за грижа за соседството, за почитување на другите, на својата држава. Тоа се вредности што ги споделуваме и треба да ги славиме. Ја знае целиот свет, професионалците во музичката индустрија, но како на Витни Хјустон се сеќаваат оние со кои таа израсна? Во продолжение ве носиме во детското соседство на прерано починатата дива. Пред баптистичката црква Нова Надеж во Њујорк, обожавателите и пријателите оставаат пораки и цвекиња, кажуваат последно с Богум. Во црквата Хјустон пеела како дете.
а тамо во сабота ќе се одржи нејзиниот погреб. На неколку улици од црквата нејзиното тело е изложено во капелата Вигман. Собственичката Каролин Вигман вели, знаела за Хјустон уште додека била во стомакот на мајка ѝ. Ги замоли медиумите да имаат почит, додека семејството на Хјустон е во жалост. Витни целиот живот го сподели со јавноста. Ова е последен поздрав до неа. Дозволете на семејството да го стори тоа. Грегори Вител растел со Хјустон и го познава незиното семејство. Честопати ќе ја слушнев како пее во подрумот. Пееше и крај базенот. Беше на насловната страница на магазинот 17. Беше присутна насекаде. Хенри Хамилтон е директор на училиштето во кое учела Хјустон. Беше тивка, ситна. Велевме дека реагира на прва. Но беше пријатна млада личност. Сите луѓе имаат проблеми во животот, но пред да најде на нив таа беше многу успешна. Се што направи за 48 години беше на врвот. Витни Хјустон беше джин на музичката индустрија. Почина прерано, но сеќавањето на неа ќе живее во сите што успеа да ги допре. И лично, и преку музиката. А утре во Newsflash, како ќе гласа Мичиген? Ford, General Motors и Chrysler со владина помош од банкрот се вратија на профит. Дали тоа ќе биде од пресудно значење, кој ќе биде заокружен на гласачкото ливче на претседателските избори? Автомобилите и политиката. Препородот на автомобилската индустрија клучно прашање за гласачите во незиниот дом, Мичиген. Гледате утре во Newsflash. Тоа е се за оваа емисија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас беше Ведран Андоновски. За повеќе содржини појдете на нашата интернет страница glaснaamerika.com, а побарајте ни на Facebook. До гледање до утре.